Auto Македонија, увозник на германскиот Opel, во соработка со принципалот организираше неколкудневно дружење со комерцијалните изведби од гамата. Изворена можност стопанските организации, бизнис структурите, индивидуи да се запознаат со квалитетите и вредностите на Opel комерцијалните остварувања. Секој што се јави во продажниот салон на Auto Македонија имаше прилика да ги тестира 5 подготвени комерцијалисти за оваа пригода. Заинтересираните клиенти добија комплетна информација за возилата што ги управуваа, за се она што располага Opel на ова поле и се разбира најважното околу финансирањето и начините за плаќање. Во моментов во Auto Македонија трае кампања со која овие возила може да се добијат по поволно во однос на стандардните цени. Во гамата што беше на располагање на клиентите беше моделот Combo со агрегат од 1,6 литри и моќ од 105 конски сили со N1 категоризација. Понатаму беше Vivaro Van L2H1 со мотор од 1,6 литри и 114 конски сили со носивост од 2,9 тони. Најголем интерес оние кои дојдоа да ги пробаат возилата пројавија за Movano Van L3H3 со носивост од 3,5 тони со дизелски агрегат од 2,3 литри и моќ од 125 конски сили. Со истиот мотор со погон на задната оска посебен интерес предизвика и Movano Crew Cab Tripper L3H3 како и Movano Classic Cab Box L3H1 со преден погон. Несомнено интересна акција од страна на Auto Македонија за своите комерцијални возила, за кои, како на стариот континент, голем интерес има и на македонскиот пазар. Auto Македонија на своите клиенти им нуди изворени можности и начини на финансирање при купување на ваквиот тип на возила во соработка со банките и институциите во нашата држава. Познато е дека законските регулативи пропишуваат строги норми за обезбедување на товари кај стопанските и комерцијални возила, но околу 70% се слабо или воопшто не обезбедени. Последиците се големи, штетите се повеќе милионски во евра, а има и такви кои се фатални по животот на луѓето. Воедно, несреќите чисто водат кон губење на добрата репутација на компанијата. Специјалистичкиот оддел за безбедноста на товари на ТУВ Норд ги покажува сите сегменти во ланецот на транспорт. Стручните служби ја сертифицираат робусноста на каросеријата на возилото и местата каде се фиксира товарот. Проверката на безбедноста е еден од најдобрите докази за доверба кои шпедиторските агенти можат да им ги понудат на своите клиенти. Како што е познато, продолжена рака на ТУВ Норд во нашата држава е Auto Македонија, која се грижи за издавање на потребни сертификати за каросериите на возилата и безбедноста на товарите на овие простори. Неодамна беше организирано советување на кое беа предучени предностите доколку се добие потребен сертификат од Auto Македонија, односно ТУВ Норд за оваа намена. Со семинарот раководеше Ахим Петер, кој потенцираше зошто е потребна сертификација за возилата и нивната каросерија од ТУВ Норд за безбедноста на товарите. Како најважни компоненти се статичкото и динамичкото тестирање на каросеријата на возилото во согласност на стандардите, проверка на куките за прицврстување, процена на силата на фрикцијата на товарната со допирната површина на товарот. ТУВ Норд со оглед на својата мобилност може да изврши многу тестови, мерења, калкулации на лице место без да се направи било какво оштетување на товарот. На крајот тој напомена дека покрај техничките барања за безбедност, луѓето се одлучувачки фактор, затоа компанијата постојано ги обучува своите вработени кои го обезбедуваат товарот побрзо и поефикасно. Воедно, ваквиот начин на работа ја подобрува соработката помеѓу товарачот и транспортерот и ги обезбедува товарите поевтино, поефикасно и побрзо.
На најголемата овогодинешна манифестација од ваков карактер во светот, 66-тиот поред ИА салон во Франкфурт во светот учествуваат 1103 компании од 39 земји, 11% повеќе во споредба со предходната приредба во 2013, кој на светот му ги представуваат најновите избеднувања во светот на тркалата. Представени се рекордни 219 премиерни изданија на 230.000 квадратни метри во 11 хали, а на новинарските денови во нив се најдоа над 12.000 акредитирани представници на седмата сила. Како според некое непишано правило, како и секоја ваква приредба, Франкфуртското автомобилско биенале, каде одамна не се почувствувало толку луксус и раскош на штандовите, се обидува да му пренесе на овој начин порака на светот преку промоцијата на премиерните изданија, концепти, прототипи, студии, технолошки достигнувања, годинава под слоганот «Мобилноста поврзува». Светот глобално е подготвен за целосен предизвик наречен хибриди, особено оние со плагин технологија или електромобили кои се уште имаат и високи цени, како и мала автономија, но со тенденција сето ова да се смени во блиска иднина. Франкфурт се обидува да ни го потврди ова, па затоа на оваа манифестација, за разлика од било кој друг салон досега, во преден план е дигиталниот свет на мобилноста. Салонот едноставно покажува како автомобили и дигиталниот свет може да се поврзат за подобрување на мобилноста, да им користат на луѓето за бизнис, самото живење. Дел од технологиите може да се видат на штандовите, но и во возилата на посебно подготвените полигони во рамките на Франкфуртскиот саем меѓу халите. Тесла му го сврте умот на светот со својот S-модел и извонредните остварувања во текот на експлоатацијата, па одговор на ова се обидуваат да најдат сите. Со цел да изненади јавноста на оваа тема, најмногу се погрижи Порше. Штутгарската компанија комплетно ги воодушеви најнапред новинарите, а во моментот и јавноста, представувајќи го концептот Mission E. Ова е првиот целосно електричен 4-вратен спортски модел во историјата на славната германска марка и сериозна најава на Порше за влез во совршено нов пазарен сегмент. Првите технички карактеристики на Mission E се два електромотори со вкупна моќност од над 600 конски сили. Тоа е доволно за автомобилот да забрза од 0 до 100 км на час за 3,5 секунди и да развие 200 км на час за помалку од 12 секунди. На варијација на тема се позанимавале и од Mercedes-Benz. Хит во Франкфурт е прототипот концепт IAA или Intelligent Aerodynamic Automobile. Шампионот во аеродинамика, бидејќи коефициентот на отпор кај овој модел изнесува 0,19. Должината на кабината со 4 врати е 5040 мм, но таа може да се менува при преминување на аеродинамичен режим и да достигне во 5430 мм. При брзина од 80 км на час се активираат активни елементи во задниот дел на возилото, кои го продолжуваат за 390 мм. Широчината на возилото е 1995, висината 1305, а растојанието помеѓу двете оски е 2795 мм. Погонот на концепт IAA е доверен на хибриден агрегат кој развива 279 конски сили. Максималната брзина на прототипот е ограничена на 250 км на час, а само на електрична енергија машината може да помине 66 км. Одговор пак на Теслиниот модел X од Audi е прототипот на електричниот кросовер под името e-tron Quattro. Моделот се смета за предвесник на серискиот Q6. Димензиите се должина 4880, ширина 1930 и висина 1540 мм. Коефициентот на аеродинамичниот отпор е 0,25, што е најдобар показател во сегментот на кросоверите. Моделот е опремен со 3 електромотори, еден на предната и 2 на задната оска. Вкупната моќност на агрегатот е 435 конски сили, но при нагло забрзување таа може да достигне 503 конски сили и 800 Нм. Батериите со капацитет од 95 киловат-часови му овозможуваат на моделот со едно полнење да помине околу 500 км. Во овој контекст треба да се спомене тајванската компанија Thunder Power, која се представува со концептот на електрична лимузина, за чиј дизајн се потпиша познатото студио Zagato од Милано. Тајванскиот производител има во план две продукциски верзии.
Основниот модел ќе добива погон од електромотори со 312 конски сили и 320 ньютон метри, а во понудата ќе биде и помоќен модел опремен со електричен мотор од 435 конски сили со 560 ньютон метри. Двата модели ќе се напојуваат со струја од литиум-ионски батерии со капацитет од 125 киловат часови, кои треба да обезбедат автономија на возење преку 650 километри. Тука треба да се напомене дека Peugeot кој го представува несекојдневниот концепт на фрактал. Машината е долга само 3,81 метри, а незината тежина е токму 1000 килограми. Погонот доаѓа од електричен систем кој вклучува два електромотори, по еден на секоја оска, а тоа обезбедува пренос на сите 4 тркала. Секој од моторите има максимална моќност од 102 конски сили, а вкупната транзиција со едно полнење на електрични батерии изнесува околу 450 километри. Футуристичкиот интериер се базира на концептот SR1, а во поголемиот дел вклучува 3D површини или дисплеј со различни функции. Предводникот на хибридните автомобили Toyota Prius го доби своето четврто поколение. Моделот ги продолжува традициите со својот погонски пристап. Новиот Prius заличува на водородниот Mirai, па очигледно е дека целта на Toyota е да ги спакува сите своји зелени модели во посебна група. Во интериерот на хибридниот хеджбек исто така има измени, инструментите се заменети со екран на допир под кој е лоциран големиот дисплеј на мултимедијалните системи. Најдолу е поставен нов џојстик за управувањето на преносот. Во Франкфурт е изложен наједноставниот и соодветно најслабиот помоќ Prius. Тој е опремен со 1,8 литарски бензински мотор, електромотор и комплет никел-метал хидридни батерии. Од производителот декларираат потрошувачка од 3,5 литри на 100 километри, што е за 10% помалку од оној на претходната генерација. Од Toyota крај мајна и европската верзија на хибридниот RAV4 кој користи слична технологија во погонскиот состав влегуваат 2,5 литарски бензински мотор кој работи по циклусот на Аткинсон, електромотор и комплет никел-метал хидрид батерии. Вкупната моќност на погонскиот систем е 197 конски сили. Кога сме на тема хибридите, од BMW не ја навестуваат иднината, туку создадоа нешто за реалноста. Двете плагин изведби 225XE PHEV и 330E PHEV. Плагин хибрид верзијата на серија 2 Active Tourer се потпира на високотехнолошки погонски систем кој се состои од 1,5 литарски 3-цилиндарски Twin Power турбоагрегат и електричен мотор со литиум-ионска батерија со капацитет од 7,7 киловат часови. Комбинирана максимална моќност достигнува 224 конски сили и 385 ньютон метри, а потрошувачката е само 1,9 литри на 100 километри, а емисијата на CO2 е сведена на 49 грама на километар. Изведбата 330E PHEV има исто електромотор со моќност од 88 конски сили и 250 ньютон метри, во комбинација со 4-цилиндарски мотор со внатрешно согорување кој развива 184 конски сили и 290 ньютон метри. Просечната потрошувачка на гориво е 2,1 литар на 100 километри. Другата порака која ја праќа Франкфуртското биенале на светот е дека живееме во ерата на кросоверите и сите се обидуваат да создадат модел во овој сегмент, па дури и оние најмокните. Крај мајна на оваа тема одговор подготвија Бентли, Јагуар, препородениот Борквард и наскоро се очекува остварување од Ламборгини, Масерати, Астон Мартин, а во меѓувреме се обидуваат да го допрат совршенството прекалените мајстори на ова поле – Jeep, Land Rover, Nissan. Само во идната година глобалната продажба во сегментот ќе се искачи на 1,2 милион примероци од сегашните 850.000 примероци. Тоа е сензационален раст од 40%. Првото кросоверско остварување на Бентли под името Бентайга, кое одскокнува со својата грациозност, луксус и раскош, има амбиција да биде најмокниот и најбрзиот теренец на планетата. Опремен е со сосема нов V-Twin 12-цилиндарски мотор, кој генерира максимална моќност од 600 конски сили и вртежен момент од 900 ньютон метри. Новината на Бентли има 8 степена роботизирана трансмисија и е во состојба
состојба да се забрза од 0 до 100 км на час за 4,1 секунди и да развие максимална брзина на движење од 301 км на час. Веќе е продаден моделот со реден број 1. Тој ќе биде дел од паркот на кралицата Елизабета II. Jaguar се приклучува во сегментот што бележи гигантски раст во продажбата со F-Pace. Според Jaguar не станува збор за само уште еден спортски теренец, туку за кросовер со врвни перформанси, најпрактичниот спортски автомобил во светот. Структурата на новиот F-Pace, долг 4,73 метри и висок 1,65 метар, е изработена од 80% алуминиум и автомобилот е на вистина лесен. Основниот турбодизел со 180 конски сили и погон на задните тркала тежи само 1665 килограми. Во понудата ќе се најде 2-литерски турбодизел кој нуди 180 конски сили и може да се комбинира со погон на задните или сите 4 тркала и мануелен менувач или пак 3.0 турбодизел со 300 конски сили, автоматски менувач и 4x4. Доколку сакате бензин, тука е 2-литарскиот турбобензинец со 240 конски сили или пак 3.0 компресорски кој нуди 340 или 380 конски сили. Благодарение на долгото меѓуоскино растојание од 2874 мм, во интериерот комфорно ќе патуваат петорица, а ќе имаат на располагање 610 литри багажен простор. По пауза од половина век, германскиот бренд Borgward се враќа на автомобилската сцена со планови за неколку нови модели, а првиот е кросоверот BX7. Модерната инкарнација на Borgward има многу малку сличност со компанијата која банкротирала во 61 година, а во еден момент се наоѓала на врвот на германската автомобилска индустрија. Новиот BX7 е со 7 седишта, се придвижува со 2-литарски 4-цилиндарски турбомотор со моќност од 220 конски сили во спрега со 7-степен менувач со двојна спојка и погон на сите тркала. Може да се очекува и плагин хибридна верзија со 395 конски сили со автономија при електричен погон од 54 км. Volkswagen ја представува целосно новата генерација на Tiguan. По повеќе од 2,64 милиони реализирани представници од првата генерација, возилото дебитира во 4 верзии, вклучувајќи и концептниот хибрид Tiguan GTE. Развиен врз основа на модуларна MQB платформа на Volkswagen, новиот Tiguan се одликува со стилски дизајн, намалена тежина, но во исто време ветува зголемен простор во внатрешноста и поголема товарна зафатнина. Во однос на погонот, новиот Tiguan е до 24% поефикасен од својот предходник. Палетата бензински мотори е представена од 4 турбоагрегати со моќ од 125, 150, 180 и 220 конски сили. Дизелските се исто 4, со 115, 150, 190 и 240 конски сили. Шпанскиот Seat официјално пред публика го представи концептниот модел под името Leon Cross Sport. Сериската варијанта на автомобилот ќе се појави следната година. Теренската верзија на Leon доби зголемен клиренс за 41 мм до 195 мм. Во споредба со стандардниот модел, штитници на каросеријата со проширени калници, зголемени отвори за воздух, заден спойлер, 4 севки на издувниот систем и погон на 4 тркала. Погонот на автомобилот е доверен на 2,0 литерски бензински турбомотор од Volkswagen Golf R, кој развива 300 конски сили. Kia многумина сметаат дека го има хитот за франкфуртската смотра, а тоа е новата генерација на кросоверот Sportage, каде Schreier се надминал себе. Новата Kia Sportage демонстрира целосно нов дизајн, со поголема безбедност и подобрена економичност и удобност. Kia Sportage, која се нуди со 7 години гаранција, е со 3 см подолго меѓуоскино растојание, кое достигнува до 2670 мм, 4 см поголема должина, 4480 мм, а со чувана висина на ниво од 1635 мм. Новата Kia Sportage ќе се нуди со бензински верзии 1.6 литри GDI со 132 конски сили и 1.6
TGDI со 177 конски сили, а дизел варијанти се 1.7 CRDI со 115 конски сили и 2-литарскиот турбодизел во две верзии 136 и 184 конски сили. Во опремата на возилото ќе може да биде вклучена и 7-степена роботизирана менувачка кутија, а на располагање се многу нови технологии и решенија. BMW го представува апсолутно новиот BMW X1, изграден на платформата со погон UKL. Од баварскиот гигант порачуваат дека нема потреба за загриженост од фановите на брендот поради загубата на класичниот заден пренос, бидејќи има и варијанта со погон X-Drive. Повеќе од важно е дека од Минхен ветуваат подобро однесување на патот, посебно кај верзиите со новите турбомотори. Во почетокот на продажбата на автомобили, која тргнува следниот месец, под хаубата на новиот модел ќе видиме 4-цилиндарски 2-литарски мотори, бензински со капацитет во опсек од 192 до 231 конски сили и дизел од 150 до 231 конски сили во спрега со 6 брзински мануелен и 8 брзински автоматски менувач Steptronic. Производителите на кросовери се повеќе се подчинуваат на модата на купе дизајн наметната од BMW, па дури и Mazda, која има богата линија на кросовери, не можеше да заостане, па го представува концептот со поетично име Koeru. Ова име на јапонски значи да се надминува, да се излезе од рамките и границите. И овој модел го прави токму тоа, но засега задржува многу црти од останатите кросовери на јапонците, со додавање по-спортски карактер. Во основата на автомобилот е лесната шасија на моделот CX-5, што е потврдено со меѓуоскино растојание од 2700 мм. Новата машина е малку подолга, 4600 мм, а спортскиот карактер се нагласува претежно со падот на покривот позади. Спортски, компактен кросовер за помладата генерација со поглед во некои нови димензии. Вака е представен концептот Nissan Grips. Возилото има компоненти и карактеристики од повеќе сегменти и представува целосно универзален автомобил, кој може да се справи со секојдневните потреби, па и да нуди моќност за вистинска авантура надвор од асфалтот. Една од главните премиери на јапонската марка Nissan е европската верзија на новата генерација NP300 Navara, која доби за оваа цел нови димензии и технологии. Моделот е под силно влијание од палитата кросовери на брендот, а тоа не се однесува само за стилот, туку и за удобноста, однесување на патиштата, технологијата и квалитетот на материјалите, но теренските способности, издржливоста и носивоста продолжуваат да бидат главна предност на пикапот. Ford ја представува европската верзија на моделот Edge, третиот предлог на брендот во SUV сегментот по Kuga и EcoSport ќе биде ставен во производство за потребите на европскиот пазар подоцна оваа година. Ford Edge ќе се нуди со избор меѓу 2.0 TDC и дизел мотор со 180 конски сили и 2.0 TDC и битурбодизел со 210 конски сили. Во стандардната опрема на теренецот ќе биде вклучен интелигентен all-wheel drive систем кој ветува оптимално држење на патот и врвна економичност. Автомобилот ќе се нуди и со систем за адаптивна контрола која гарантира лесно маневрирање при мали брзини и стабилна позиција при движење со високи брзини. Господине Илиев, вашиот автомобил е спремен. Навигација на екран осетлива на допир, предупредување за судар со возило напред, напредна помош при паркирање, поврзување со паметен телефон и грејење на управувачот. Пил, јас ке го земам. Новото ОХ од Opel. Новата Корса со иновации од премиум класата.
Откако Qashqai, Juke и Node практично инаугурираа нови сегменти на пазарот, остварувајќи успех кој навистина малкуми не го очекуваа, Nissan реши дека мора да биде поконкретен во најпродаваниот сектор на пазарот во класата на компактите. На стартот мораше да се фрлат во кош опашките од навистина немногу успешните претходници Almera и Tida, кои имаат толку маргинална улога во сегментот што не вреди ни да се споменува. Овој процес не беше ни најмалку лесен, но јапонците веќе имаа испробан рецепт за тоа како да се најдат на посакуваниот колосек и може да кажеме дека тргнаа конечно на вистинскиот пат, составајќи го новиот Pulsar како сигурна влезница за пазарно најмокнато друштво. Во суштина, применувајќи ја проверената формула во наметнувањето на трендовскиот корпоративен дизајн, компактот има слична форма на новиот Qashqai. Значи, превземе на актуелниот стилски израз со големо V на предната маска, каде на централно место е знакот на производител. Комплетно доминира светлосната група, а дополнително агресивност дава големиот отвор за воздух и крајно естетски вкомпонираните маглинги. Силуетата е би рекле како сплескан Qashqai, а назад исто се во склад и повторно интересно поставени светла. Со 1,52 метри височина и 4,39 метри должина, ова е еден од најголемите во својата категорија. Лидерот во сегментот голф е пократок за дури 14 см, а она што е најважно, Pulsar може да се пофали со рекордно меѓуоскино растојание 2,7 метри. Агресивноста од екстериерот, вредните мајстори на својот занаед се обиделе да ја искомпензираат со смирената внатрешност. Царува темната, црна боја од подот преку седиштата до командната табла. Единствено на управувачот додатоците и командите се од метализирана пластика. Одличен спој со оглед што бојата на каросеријата во нашиот случај беше бела. Сето ова додава некоја доза на врвна елеганција, а посебно импресионирачки делува ноќе, која ќе се активира внатрешното осветлување. И квалитетот на материјалите се на повисоко рамниште во однос на компактите кои сме ги управувале, како и нивото на завршната обработка. Два елементи кои даваат можност за добра оценка на ергономичноста и за тоа своја заслуга секако имаат и добро поставените команди и функции за кои не би треба никаква адаптација. Едноставно, прецизно, функционално, се што би побарале од еден компакт, кој токму овде како да го нагласи својот имидж. Посебно би го издвоиле инфосистемот со Nissan Connect Gen 2, кај со 7-инчен дисплеј како дополнителна опрема, со USB, AUX, iPod приклучоци, Bluetooth, навигација, камера за возење наназад. Од другите аргументи кои ги поседува Pulsar во внатрешноста е големата пространност. Како патниците напред, така и оние одзади се чувствуваат мошне комодно. Комплетен филинг за ова даваат анатомски скроените седишта, кои имаат дополнителни бочни подпирачи и одлично го држат телото, особено во свиоците. На задната клупа доволно простор има и за главата и за колениците на патниците, зашто свој придонес дава меѓуосхидното растојание. Pulsar и на уште едно поле е меѓу најдобрите во сегментот, со понудата на багажниот простор, што секако се дополнителни поени за завршната оцена. Багажникот има 385 литри на располагање, а со соборување на седиштата се достигнуваат до импресионирачки 1385 литри. За вредностите на добро познатиот 1,5 DCi со 110 конски сили, многу сме зборували, засега изгледа незаменлив. Одлично изолиран со мощне добри перформанси, во потполност ги задоволува семејните потреби за што пред се е и наменет овој автомобил. Рака на срце, поради конструкцијата, подпирањето, поставеноста, знае добро и да повлече. Просечната потрошувачка според наши мерења на тестот изнесуваше 5,2 литри на 100 км. Во градски услови сосема разбирливо беше пожеден и достигна до 6,5 литри, што е сосема задоволително. Голема улога за малата потрошувачка во урбани средини одигра серискиот стоп-старт систем, брз и ефикасен, а при неговото вклучување на екранот кај инструментите стоеше и податокот за заштита на емисијата на штетни гасови до тој момент. Што се однесува до опремата, вреди да се напомене дека во нивото со кое ние управувавме ги издвојуваме EBD, ESP, мерач за притисок на гумите, LED дневни светла, автономен систем за сопирање. Сето ова го чини моделот еден од најбезбедните во класата.
Покрај многу простор, секако патувањето во возилото е удобно и заради звучната изолација. На крајот за возните својства. Во управувањето Pulsar се однесува како благородник кој тренирал атлетика. Мошно е коректен и прецизно ги исполнува своите поставени задачи. Подвозјето ги пренесува повратните информации од подлогата во доза доволна за поголемо задоволство и полесно контролирање на возилото. Вака спакуваниот Pulsar на македонскиот пазар, вклучувајќи и дополнителната опрема, импортерот Automotive Group го нуди за 20.990 евра. Во класата, каде што конкуренцијата е најжестока во сегментот на компактите, неколку врвни остварувања. Овде е ставен акцент на безпрекорно уредените изведби веќе во базните изданија, каде во преден план е врвен дизајн, мал капацитет, многу мок и вртежен момент и имплементирани технологии карактеристични за далеко повисоките класи. Несомнено, модел број 1 од овој сегмент во Франкфурт е новата генерација на компактот Renault Megane. Четвртата генерација на бестселерот е изградена на новата модуларна платформа CMF, користена и за поголемите Kadjar и Talisman. Со тоа е овозможено интеграцијата на системи и технологии кои се користат во повисокиот сегмент. Дизајнот е исто така под влијание на голема мера од презентираните претходно оваа година S-Pace, Kadjar и Talisman. Палетата на агрегати се состои од 4 дизел и 3 бензински мотори со турботехнологија. Дизелите генерираат 90, 110, 130 и 165 конски сили, а кај бензинските мокноста е 100, 130 и 205 конски сили. Opel ја лансира својата нова генерација на еден од своите најуспешни модели Astra. Откако во јуни се појави хетчбек верзијата, која веќе ги освои срцата на 30.000 нови собственици, иако продажбата се уште не започнала, сега имаме можност за прв пат да ја видиме и караванската верзија на моделот. Важен факт околу новото комби е дека товарниот обем на моделот е поголем за 80 литри во однос на претходникот, односно сега максимум достигнува 1630 литри. Зголемување има и во просторот над главите на предните седишта, како и кај нозете позади. Во опремата на новата Astra Sports Tourer ќе може да бидат вклучени системи како инфокомуникацијската IntelliLink, IntelliLux, LED светла, ергономски седишта со функција за масажа, мрежа која ја одвојува каросеријата од багажникот, електричен капак кој се затвора само со преминување со нога под задниот браник. Гамата на агрегати исто како и кај хетчбекот. Од Сузуки најавија дека новото Балено што ќе биде пуштено во продажба во пролет следната година ќе постави нови и повисоки стандарди во сегментот на компактни хетчбек автомобили, со што ќе им понуди на корисниците елегантен, но и динамичен дизајн, пространа внатрешност и голем товарен простор, како и голем број на нови технолошки решенија. Меѓу новите технологии со кои ќе стапи на пазарот се новиот турбоагрегат со зафатнина од 1 литар наречен Booster Jet и Smart Hybrid Vehicle by Suzuki системот. Високата средна класа, која за жал не бележи посакувани резултати со повеќе врвни изведби во Франкфурт, новиот Audi A4 заслужено е една од најзначајните франкфуртски премиери и покрај должината од 4,73 метри, полесена од претходникот за 120 килограми, меѓу скиното растојание од 2,82 метри, кажува дека најголемата болка кај претходните генерации на A4, просторот за нозете за патниците назад, е веќе дамнешно мина. Ауди уште се фали и дека караванската Avant верзија на A4 има најголем багажник во класата, располага со 505 литри. Сепак, најголемите фалби пристигнуваат за технологиите, за инфосистемот со 3D озвучување од Bang & Olufsen, Matrix LED светлата, адаптивниот темпомат со старт-стоп систем и асистент за застои во сообраќајот, виртуелниот кокпит и друго. При лансирањето Audi A4 ќе биде достапен со 7 моторни опции, 3 бензински и 4 дизелски, со мок меѓу 150 и 272 конски сили.
Во Франкфурт блеснува и спортската S4 изведба со новиот V630 TFS и турбобензинет со 354 конски сили и 500 Нм. Кога сме кај концернот, да ја издвоиме и караванската верзија на новата генерација од предводникот Superb. Моделот ги продолжува традициите на претходните генерации, нудејќи водечки волумен на багажникот и просторност во кабината. Значајна разлика сепак има во дизајнот, кој е далеку подинамичен и стилски. Автомобилот е изработен на платформата MQB, има меѓуоскино растојание од 2841 мм и багажник со волумен од цели 660 литри или за 27 литри повеќе од претходникот. При преклопувањето на задните сидишта обемот се зголемува до импресивни 1950 литри. Палетата на мотори на новиот Superb комби е позајмена од онаа на лимузината. Пренос се врши со рачна или автоматска DSG трансмисија, а за некои модификации се предлага систем 4x4. Дефинитивно храбар потек направи француската компанија Renault со премиерата на целосно новите седани караван остварување на Талисман. Автомобилите се позиционирани во D-сегментот, каде во последните години Renault не имаше забележителни резултати. Талисман и Талисман Estate заменуваат истовремено два модели – Laguna и Latitude. Димензиите на двете верзии се слични. Должина 4,86 метри, ширина 1,87, висина 1,46 и меѓуоскино растојание 2,81 метри, што е овозможено на дизајнерите да ги интерпретираат кај караванот истите динамични пропорции, елегантен профил и висок стил со кој се одликува верзијата седан. Во однос на просторот во внатрешноста, моделите нудат водечки димензии во класата. Багажникот нуди 1700 литри волумен со преклопувањето на задните седишта. Палетата на агрегати е представена од два бензински и 3 дизел мотори. Бензинските се Energy TCE 150 и Energy TCE 200. Основниот дизел е Energy DCI 110, следи Energy DCI 130, а максималната битурбо Energy DCI 160 е стандардно со 6 бензински EDC. Kia ја откри најновата Optima, исто така и незината GT верзија. Optima GT има дополнителни стилски подобрувања, а ја движи 2.0 литарски турбобензински мотор со 245 конски сили, но кога сме кај спортските изведби, блесок на Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Автомобилот има нова модуларна платформа, опремен со турбо 6-цилиндарски агрегат од 2,9 литри со мокност од 510 конски сили и максимален вртежен момент од 600 Нм, развиен од специјалистите на Ферари. Забрзувањето од место до 100 е за 3,9 секунди, а максималната брзина е 307 км на час. Автомобилот е многу лесен за стандардите на класата, 1524 кг. Според италијанците, Giulia Quadrifoglio минува круг на Нирбургринг за 7:39 минути, а со тоа седанот од D-класата влегува во лигата на спортски купе изведби како Lexus LFA, Porsche 911 Turbo и Ferrari 430 Scuderia. Перијанците во Франкфурт ги предводи BMW со својата нова седумка. Новата генерација на врвната лимузина на BMW има подобрен дизајн, но само во границите кои се дозволени за модел кој е наменет пред се за конзервативните клиенти. Во споредба со предходникот, новиот модел е полесен и до 200 кг. Стандардната верзија е долга 5098 мм, широка 1902 мм, а висока 1467 мм. Додека растојанието меѓу оските изнесува 3070 мм како и кај претходната генерација. Внатрешноста исто така е модернизирана во однос на претходниот модел. Автомобилот е опремен со новиот eDrive 5.0 мултимедијален систем со екран чувствителен на допир со дијагонала од 7 инчи кој за прв пат ќе може да се управува со помош на гестови. Во новата серија 7 дебитира системот на BMW за далечинско паркирање, а стандардно е опремена со воздушна суспензија која има функција за автоматско подесување на висината за време на возењето. Палетата на мотори се состои од два бензинци, еден дизел и еден хибриден погонски систем.
Мерцедес S-класа кабриолет е врз база на предводникот во гамата на гигантот од Штутгарт. Пристигна првата отворена верзија со 4 места, 44 години подоцна. А во оваа друштво секако вреди да се истакне и сосема новата Audi A8 Plus, која нуди интересни решенија.